Втора лекција. Втора најбитна лекција. Втора и најбитна лекција за корумпиран професор. Што е индекс? Односно, индекс и негова примена. Што е индекс, колега? Книжка за оценки. Тоа е твоја лична штедна книжка, бе, брат. Значи, тоа не е обична хартија. Индексот е хартија од вредност. Значи, ќе ти дадам конкретен... Значи, знаеш ти како измислена штедната книжка? Ајде, молим. Првин е измислен индексот, Добро. па митото и кога ги споеш тие две добиваш штедна книжка. Значи, индексот е штедна книжка. Еве на вас да ви појаснам, значи, ајде, индексот е штедна книжка. Од прва. Сега, еве ќе дадеме конкретен пример. Јас сум професорот, ти си студентот, доаѓаш по 17-ти пат да полагаш. Ако паднеш овој пат, Добро. губиш право на школување, на све губиш право. Треба да се самоубиеш. Ајде. Добре, професор. Добар ден, поведи седи, ајде. Добре, ја те по 17-ти пат А доаѓам. маме да му мајка да толку ли си глуп? Не, па не, професоре, ја целиот материјал, скриптот што ми ја дадете, целата е на памет ја знам, се знам. Све ли научи? Се научи. Не е битно што си научил, што си разбрал од овие 17 пати. Се знам, се. Добро, ајде, сега ќе видиме. Ајде, влечи прашање. Ајде така. Што е првото прашање? Првото прашање е што е образование? Така, многу убаво прашање. Што е образование, колега? Вака сега. Образование е тоа е систем каде што Не е тачно, не е систем. Друго? Дај, ајде, молим те, побрзо, има други тука чека. Тоа е, значи, тоа е систем на вредности. Вредности? Вредности, така, имаме напредок, добро е тоа. Вредности, какви вредности? Станува збор за интелектуални вредности. вредности. Интелектуални вредности? Не, зебај. Какви вредности? Професоре, мислам дека е интелектуални, од кај да знам се. Не е интелектуални, дај друго. Помош. Два збора. Првиот збор. Вртење книга, знаење. Мок, тоа е идеја. Сила. Знаење, сила, мок, нешто. Знаењето е сила, знаењето е мок. Деве да му мајката, ви го исправа мозокот од тие кампањите да му мајка. Не е тоа. Не е тоа. Какви вредности, колега? Бизнис вредности. Образованието е систем на бизнис вредности, колега. За малку ќе го погодиш. За малку, да, ќе го погодиш. Жими второ Жими дело ти мито ќе го погодиш. Ајде сега. Второ прашање, влечи. Така. Што е второто прашање? Што е индекс? Така, колега, што е индекс? Сега учевме скоро. Што е индекс? Индекс, вака, па добро, тоа го знам. Индекс е книжка за оценки. Не е тачно. Друго? Дебе да му мајката се учев. Може ли помош, праша публиката? Ајде, праша публиката, ајде. Ајде, значи, тестерчињата во речињата што ги немате, значи идеме конкретно прашање. Колегата многу му е битно, значи одиме со што е индекс под А, индекс под Б, индекс под В, штедна книжка, ајде мола, имате 10 секунди. Заврши времето, колега, дали сакаш да го чуеш одговорот? Сакам да го чувам, да. Значи, еве го одговорот 100% на одговорот од публиката, значи индекс е штедна. Така. Дали тоа е твој конечен одговор? Мој конечен одговор под В, штедна книжка. Да ти е, колега, честитам. Да, браво. Што плескате, чека уште едно прашање има. Не, толку нели? Влечи прашање. Ајде, извлечи го. Извлечи го, друг сум го извадил прашањето. Така. Трето последно и круцијално прашање за твојата иднина. Дали ќе преживееш или ќе се самоубиеш, сега ќе дознаеме, да не ти дојде многу вака наеднаш, ќе те прашам од околу 500 евра имаш ли? Тебе те прашам, не ме гледа така бледо, не постојува прашање, одговори 500 евра имаш ли, под А имам, под Б немам, под 3 ќе се позајмам. Под А имам, под Б немам, под 3 ќе се позајмам. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Знам, под А имам. Браво, честитам, колега! Алал ти е! Ајде, уплати тука. Уште едната книжка, ајде, уплати. Алал ти е. Така, фала. Честитам. Ја, за крај на емисијата, јас сакам се заблагодарам на спонзорите, на мами и на тате, што ме спонзорира, што родија кво теле како мене. Ала да ти е. Што имат пари за своето теле.
И многу и фала на публиката, они многу ми помогнаа, стварно, алал да е, бива ги. И мене ми е многу драго што учествувам увај вашиот квиз што се вика кој професор сака да биде милионер. Благодарам, колега. Значи, брат, има една девојче едно разреши и са... Водителка една водителка и вика, јас, дечко ми го засакав, уште пред да го запознам и ме однесе на романтичен викенд во Париз. Париз? Дека? Париз. Аха, а да те однесеше на романтичен викенд у село Тркање? Кочанско село е. Ке го засакаш или уште пред да го запознаеш? Нели не е битно месото кај си? Нели? Нели битно е човекот со кој си? И човекот че у тебе и ти у него. Така. И замисли, брат, и сега доаѓа кај девојката му и вика: срце мој, јас сум девојчето, ти си девојчето, фигура ти. Па не личиш многу за девојче, али ај. Добри, многу си блатни се. И му вика: срце мој, ке те носам на романтичен викенд у Париз. Не, ке те носам на романтичен викенд. А тека не знае. Да не и каже, значи ти носам на романтичен викенд. И она кеф лије, значи не и каже изненадување, бре. Изненадување, и брзи ги очите. И ја носи суколот, и вака кеф. Ке романтичен викенд. И брат стасат пред селото шо е, село реши, и трага и ги о завесата, и она гледа таблата, пишува село Тркање лево. И каква ќе биде фацата, молим те се, да ја стои? Шо, нели си изненадена? Много изненадена. Шо, нели ти убаво? Убаво ми е. Шо му фале на село Тркање? Шо му фале на... Чекай да те питам. Тамо викенд има ли? Има. Сабота недела има. Има. Небо има ли звезди? Има. Ниви има. Ајде Париз најди ни. Нема. Слиш? Е сега добро, нема. Айфел на кула, ама има едно високо дрво, шо му фале на дрво. Ништо, брат. Однеси ја на пикник околу тоа дрвото и кога ќе завршите со тоа пикникот, качи на дрвото и избега си. И остане таму цел живот, ке те јаде по цел живот. Ке ти баре тај кредит, ама да гледа за. Така, а има и жени, брат, што многу обрнуваат внимание на деталите. Па истите жени се, Значи, многу ме нервираат жените што обрнуваат внимание на детали. Пример, имате секс вечерва и многу власт. И да си, де? Шо? Иди кај се тамо дај. Абе, да не чека човеко, не заебаве. Фате ли ovo шо ја да ме гломе ние тук? Не заебаве и работа имаш тамо. И вика, пример, имате секс, све убаво денеска и утре дента... јас сум девојчето. Чекай, ма да кажем шега. Ама девојчето го ќе пидеш, ќе ти го дам позади 10 кили. И вика, пиеме кафе утре дента, после сексот све убаво и доаѓа ми вика: окей, као ти се свигаше новото прсче вчера? Шо, ново ли ти е? Шо имаше ли прстуче? Не, пошто ја не памтам, да. Значи ја знаеш шо правам. Ја доаѓам. Добро, ти си девојчето сега, да ти направам кеф. Јавно ја девојчето. Ти си девојчето, значи ја шо правам. Ја доаѓам, влагам у собата, гледам, го фаќам прсукот, го валам, го фрлам и работам. А според неја шо треба да правам? Пример, според неја за да ги приметиме деталите. Според вас тука што се жените. Да, според неја. Значи влагам, го гледам, го констатирам, го фаќам. Шо ма треба ти прстуче? Срцај не е битно. Откај ти е, кажи ми откај ти е! Срце не е битно, ајде имаме секс, јас сум овулација. Ма како секс, кажи ми откај си? Од Биг Пазар си направи? За 150 колко е това, бе? Срцај ми се. Срцај ке се... Нема шанс, дай отвори кесичката, отворим што си купи друго. Чекай, така ли? Чекай. Кај го купила, бе? Од дека? Од Биг Пазар?
А како го пробуват на Биг Пазар тоа првпочет? Таму ја како што знам нема гардероби. Како го пробуват? Чакай ти објасни. Еве сега јас сум девојче. Ти си девојче. Ајде, многу девојчиња бе. Добар ден. Добар ден. Што те е? Чекај бе, не е така на Биг Пазар. Добар ден. Ја од другата страна сум сега. Чекај се. Чекај, ти си на циганскиот пазар? На циганскиот, на ромски овој. Ромскиот се извинувам. Овој на Рома шо е? Пошо Ромци. Добар ден. Добар ден, што треба? Прсичи. Прсичи. Добро, кој број чуите? Па од суперче. Од де, имамо 150, 200, 200, 250. Кој треба го сакате? Од 150. 150, добро. Кој број че рече? Од 75. 75, чекај да проверам само малку, момент. Ајжу, ај за тебе од 75 да не ти стега многу. Ека си ме сега ќе се здебелам. Па тамен, ето. Фала многу пријатно. Така ли? Добро, не пукам за това. Така ли пробувате посочење на Биг Пазар, бе? Или па има некој, а чекај, жените. А ние мажите бе која молиме жени за секс. Катастрофа! А шо личиме? Па циганче која моли за 5 денари има повеќе достоинство, бе. Он ти е конкретен. Значи он тоа ги вика, чичко, дај 5 денара. Немам. Каков педер си. И си оди. Си оди. А ти не си одиш. Тука си. Аби иди си. Чекай да ги питам. Имате ли молено за секс? Това за мајсто значи. Имате ли молено за секс? И шо да не сакаш ти уведен глас да ти речат? Финтата беше да крена рака па да го добиме по-сад. Али добро, паметен народ, бе. Не, ова е добре. Не, овие шене тоа сега не моли, али колко молила, шум!